Благодарам, председатели, благодарам на укажувањето. Има фонија, не знам точно. Ќе се обидам концизно и конкретно за овој закон, бидејќи во суштина и немавме многу време да го разгледаме. Ова беше нова точка на дневниот ред. Ценам дека е исклучително важен и да се искоментира и она што е дополнително дека треба да се укаже. Последна овакво искуство што имавме со законот за дисциплина беше кога се обидовме да направиме голем исчекор во поглед на буџетите на локалната самоуправа. Исто имаше тригодишен, тогаш случај беше тригодишен просек на наплатени средства кои што треба да се земат предвид при формулирањето на буџетот. Искуството покажа дека нашите укажувања тогаш не бев пратеник, но беше укажувано и од фелата, а и дефинитивно од страна на локалната самоуправа, најголем дел тогаш предводени се да сама, дека капацитетите и на државата, и на централно, и на локално ниво ќе се соочат со сериозен проблем. Па понатаму идеше чекор еден продолжување, па уште едно продолжување во однос на процентуалот што требаше да се земе при формулирањето на буџетите. Исто имам чувство дека ќе имаме сличен предизвик и со овој закон. Алатката за 90 дена беше многу често користена во постапките за јавни набавки од централната власт. Да не се разбереме погрешно, сметам дека потребно е усогласување на директивата со Европска унија. Тврдам дека треба да имаме правилна рамка во која што ќе функционираат односите помеѓу јавниот и приватниот сектор и дека должничко-доверителските односи треба согласно спроведените постапки до 30 дена. Го поддржувам. Но исто така дозволете да изразам сомнеш дека оваа држава и оваа власт нема да има доволно капацитет да се соочи со предизвикот. Колку што го видов од она кратко резиме и од податоците што беа доставени, околу 24 милиарди се досесаните обврски до заклучно со јуни 2022 година, имајќи ги предвид праксата и искуството, па и тековите ќе видиме, можеби ќе ми исправат од представниците од владата, дека во вториот квартал очекуваме па и поголем обем на досесани обврски, обично при крајот на годината се дело кога доаѓа до израз, се разбира дека ова ќе има рефлексии во процесот на планирање на нашите институции, кои што до сега се покажа како поприлично, вака да кажам, несмасни при планирањето. Оние проекти кои ги има, борам сега за институциите, не само директно за извршната власт, за органите и за делот на јавниот сектор, каде што нивните проекции ретко кога надминува 70 или 80% од зацртаните планови. Така да, ова повеќе како покажување, ние ќе имаме простор да го разгледаме повеќе и законот, се надевам дека до тоа ќе имаме некоја информација плюс, да ги разгледаме и бројките, да направиме на поиздржајна анализа, но сепак предизвикот, особено за органи, институции и власт која што не се снаоѓа најдобро со одговорноста, вакво законско решение ќе биде навистина голем предизвик за реализација. Ви благодарам.